Новоформираното граѓанско здружение за наше Кочани одржа јавна трибина, на која беа промовирани неговите програмски определби, главно за решавање на проблемите во локалната заедница. Во обраќањето пред граѓаните, председателот на здружението Владимир Данилов нагласи дека тоа ќе дејствува според примерот на слични здруженија што веќе работат во Куманово, Прилеп, Крушево и Тетово. При тоа не ги криеше амбициите и за политичко дејствување. Гледајќи како Македонија се уназадува во изминативе 30 на години и незадоволни од системот, решивме да се приклучиме на концептот на здружение на граѓани кои почна од Куманово, па се проширија во Прилеп, Тетово, Крушево. Денес во Република Македонија, во нашиот роден град Кочани, основаме здружение на граѓани за наше Кочани. Значи, целта на Здружението на граѓани за наше Кочани ќе биде да привлечеме што може повеќе граѓани кои сакаат Македонија да ја видат економски развиена, стабилна, со просперитетна младина, без корупција и со зачуван идентитет. Значи, активностите на Здружението на граѓани ќе бидат координирани со активностите на сите други здруженија на граѓани во Македонија со една цел да обезбедиме една атмосфера која ќе придонесе за подобро утре на сите наши граѓани. Пред присутните зборуваше и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој истакна дека на граѓаните им се потребни нови можности за излез од лошата состојба во државата, зашто виновни според него се политичките субјекти кои ја воделе досега. Силно ја поддржувам, како човек пред се, како граѓанин на Македонија, ова иницијатива и дојден сум на нивна покана да ги споделам моите искуства и нашите искуства од Куманово заедно со граѓаните на Кочани, како тоа и на кој начин да се организира ова здружение. Целта на ова здружение е првенствено да работи во интерес на граѓаните, да ги унапредува правата на граѓаните и секако да се организира и во Кочани, и на ниво на државата и на следните парламентарни избори во форма на одредено граѓанско движење со политички презнак да учествува на редовните или предвремените парламентарни избори кога и да се, да понудиме реални политики на граѓаните и верувам дека ќе добиеме таа поддршка, бидејќи ние знаеме, можеме и умееме и првенствено сме со граѓаните, заедно со нив планираме да ги менуваме нештата. Граѓаните кои присуствуваа на трибината на промоцијата на Здружението за наше Кочани имаа можност да постават прашања за начинот на неговото дејствување, како и за решавањето на одредени актуелни проблеми и случувања на локално, но и на државно ниво.